Локалните средини мора да овозможат услови за развој и јакнење на женското предприемништво. Ова беше апелот од националната платформа која во Струмица одржа трибина на тема женското предприемништво како двигател за економскиот раст на югоисточниот регион. Валентина Дисовска тврди дека во земјава мал е бројот на жени кои водат бизниси, заради што треба да се помага, но и да се охрабрат на локално ниво да ги развиваат своите предпријатија. И ние сакаме да ги зајакнеме жените предприемачки, да работиме на зајакнување на нивните бизниси, меѓутоа локалната самоуправа мора да ни помогне во зајакнување на нивните бизниси со тоа што ќе направи овозможувачка околина и ќе дедицира одредени средства за нивната едукација, за нивно поврзување, за нивно поврзување во синџирите на набавка, за нивно јакнење, за нивно подобрување на продуктите, за нивно подобро пласирање на производите или пак на услугите. Во земјава 30% од компаниите ги водат жени, но поразувачки се податоците ако се има во предвид колкав е бројот на вработени во нивните фирми и со каков финансиски капитал располагаат. Кризата секако ќе делува поразително на компаниите, па и на компаниите водени од жени. Меѓутоа, она кое што ние сакаме и го говориме цело време е дека жените морат да влезат во бизниси кои што се високо профитабилни, кои што високо профитабилни бизниси пак можат да ги издржат овие ризични моменти. Ние сме сите во микро и мал сегмент. А тој микро и мал сегмент знаеме дека нема голем број на вработени, нема голем обрт, нема голем профит. Што значи тоа? Тоа значи дека имаме предприемништво кое што малтене е во делот на микро мал сегмент и финансиски недобростоечки. Трибината во Струмица имаше за цел да ги детектира и проблемите на жените предприемачки на локално ниво, но и да ги сподела своите искуства и видувања, како да ја пребродат кризата, но и како да ги развиваат и јакнаат своите бизниси во услови на економска и енергетска криза.